Денеска, мој народе, ќе одработиме 4 теми. Добар ден, господине. Добар ден, добар ден, добар. Дали ве викаат господин? Па ме викаат, бога ми. Кој ја Кој вика? ќе викаат мајстори? Мајсторе. Не ќе да викаат. Како Не ве знам викаат зашто. мајстор? Мајсторе, па дека знаат дека сум мајстор и затоа. А пошто сте мајстор? Уметник столар. Убаво ли ви е кога ве викаат господине? Па веќе тоа као навика, знаеш, не обрнав внимание дали ми рекле чиче, дали господине, Другар. па и другар. Господјо, како сте? Супер. Дали се љутите што ве викам господја? Не, Убаво ви е на душата кога некој ќе ви каже господја? да, убаво. А викаат ли господја? Слабо младинава. Само ние се почитуваме ова генерација некако. Вие на вашата комшивка како ја викате? Кај си бе господјо Ленче, шо правиш? Да, господјо си вика добар ден. Овие ни добар ден вика ни добро утро. Добро, сега да не ги судиме толку млади. Не, ќе судиме. Мора да слушаат. Ќе ти рече, изволте господине, одма знаеш дека ти го токми нешто да ти направи белја. Одма знаеш дека ти спрема нешто, одма си на штрек. Зошто па господине е културна форма? Или во цел свет викаат господине, мисију, мистер, ова, она? Не. Добро, како сакате да ве викаат? Другар? Овде чим не мора ништо, ни другар, повелете, готово. Па нема везе, може да кажеш и господин и како сакаш, другар, пријател, како сакаш. Мајсторе, Добро, мајсторе и Дедо. може и така. дали се лутите кога ќе ви кажат господја? Не, svejedno mi. Како сте господине, драги? Не сум драги бе. Ама сте драг како личност, а господин си е господин. Да, Иначе кој сте? јас сум Љупчо. Љупчо, драго ми е Горан. Кога ќе седнам у кафеч, келерките ме викаат господине. А ја им викам, па де сум господине? Што ме викаш господине? Зошто не сте господин? Па така некако ми изгледа тоа, знаеш. Чудно. Добро, каков треба да биде господинот? Па облечен добро, дотеран, господин, знаеш како. Нема врска до тераноста. Коренот на зборовите господин, господја, госпогица е во Господ, така што кога на некој ќе му се обратите со овие думи, му укажувате чест и достоинство, без разлика на општествениот статус и богатство. Кога одите на пазар, како ве викаат господине, ваму таму? Па некој господин кој не ме знае вака прв пат, иначе поише мајстори ме викаат. Мајсторе, чиче. Чиче, да, чиче, и дедовик викаат. Чичко ме вика. Тетка вика ти тетка. Мајче. Мајче. Обично кога ќе отидеме на запад, таму секој на секого му вика господине. На жените им викаат господја. Овдека кај нас некако како да се срамиме од тоа господин. Па не, гледам викаат, ама некој без кеф, деме колку ајде да кажам. Кој како. Вие како ги ословувате луѓето? Им викате Да, и господин. на жените им викате господјо, здраво господјо. Обавезно, да. Господјо, вие, мада тоа вие не ми се свиѓа, некој ќе ми рече, сам сум бе, кој вие. Обраќањето со вие е вистинска реткост. Прв пат го гледаш типчето, а тој веднаш ти удира на ти. Ako ne go poznavate, ne može da mu se obratite i ti. Чудна ни е малце некојаш културава, нели? Всекакви има, земјава све трпи. Некои работи се учат во прво оделение, а најмногу се научуваат дома. Чудна не култура некоја не има фатено. Абе нас шо не нема фатено, уште Сипаници. Имате прележено сипаници? не, Стварно? нема. Тема втора. Кој ви е најдобар пријател? Најдобар друга. Ево го до мене, Како се вика? Санде. Здраво, Санде. Здраво. Вие сте му најдобар другар, а? Pa dobro, on kaže така. Дали сте имале другарка која што била во состојба и крв да даде ако треба за вас? Имаше. Како се викаше таа? Елена. И сега со Елена не се слушате? Не се слушаме, си се мажи, деца, фамилија, ја ќе се јава, некогаш немаме си време за да се видиме, немаме си време да се видиме. Јас се викам Славица, Добра, Славица, денеска може да и се јавите на Елена. а ќе се јавам. Kara, Ѓoko, Зис исто така, Се слушате со нив, се гледате? да. Обично кај се гледате? Па до
брзо време се собиравме. Обично седнеме у кафанче некаде. Ристо се вика и тој, ама сега моментално у Германија. Кога отиде во Германија? Отиде па пред 2 години со жена му и двете деца. Се слушате со Ристо, се гледате на Вибер? Да. Колку пати во неделата се слушате со Па, него? кога како? Некојаш по 2 пати, еднаш. А вика ли Ристо, дојди да го видиш Франкфурт ова, она? Не, ама нека вика он, не можам. Ама и он некако не му е баш. Сака да се враќа. И колку време сте пријатели со Ристо? Која имав автошколата 91-ва. Значи 34 30 и години. нешто. На Ристо ако му треба 2 кила крв ќе му дајат. Па ако имам ќе му дадам, сега зависи Па ја. имате, колку најмалце имам. 5 има. Имам, ама стара е. Која ви е најдобра другарка? Помлада девојка, бивша колешка, помлада доста, едно 20 години. И таа ви е најдобра другарка. Па да, така останавме. Како се вика? Ирена. Се слушате со Ирена често? Слушаме редовно и се посетуваме. Чувајте ги пријателите, без нив нема веселба. Третата тема ни е токму за веселбите. Дали одите на свадби? Идам на роѓен дени, на крштевки, идам руци, имам доста, идам. И на свадби Идам, одите? тоа И што правите на свадба? Играте ли? Прв се качувам, ја отварам свегде, свадба, што било, прв. Зашто јас сум игроворец у танец и во Тасевски. Се качувате и на мас? Ма как и не бе. Ломпра. Сега да ви побарам овдека би заиграле едно? Руго, сакаш Сакам. одна. Може? Може. А, Хајде да видим. Тинг, тета, вика. Хоп! Опа. Вие играте ли ор? Слабо. Не ми бе. Од тешка категорија. О, мој колега. Само правото. 3-1 тоа што е? Па правото рак. Знам да играм оро, ама давна не сум играл. Кој е ви е најомилено оро? Секој, јас сум народњак. Си играм, секој оро си. Пајдушко знае? Охо. Кога ќе одите на свадба, дали играте? Јас само се ирлјам. Не играте? Бог да, само се ирлјам и се пијуцкам. Аха. А зошто не играте? Не знаете да играте? Не знам, ја 2 леви ноги. И колега. Малку. Колку да не е безич. На свадби и на погреби не одам. Први братучеди и братучетки се мажери, се женели, јас не одам. Зошто? Умреле, јас не одам. Не сега одам, ја- не, јас сум премногу емотивен. Ке плачам. Добра, ајде, разбирам за погреб, меѓутоа ве викаат на свадба и вие не одите на Не свадба. одам, не знам, не можам, не сум бил сигурно 25-30 години. Вие сте антисвадбар. Антисвадбар и антипогреб. 9 човек, немој толку радикално. Свадбата е веселба што вреди да се почувствува. Дојде време да ве прашаме за вашиот омилен зеленчук. Најомилен зеленчук. Кој ви е? Красајца. Со салата. Скапи се сега 120 дена. Што Па јас сум скап. Најомилен патлежанат. Патлижани, пиперки. А што ќе кажете за карфиолот? Мене лично ми е најфаворитен. Дали јадете карфиол? Да. Како обично го јадете? Во која форма? Туршија, похован, печен со компирчиња. А не со толку јас со тоа. Не, ами има руска салата, прави ова, како се вика. Така каснем тоа, иначе не. Карфелот е добар. Тој е за туршија. Дали јадете карфиол? Бог да чува. Пак штети на желудец тоа. Карфиола? Оу, највише. Кај ви е сега по ова? Абе како тоа научно да... Дали човекот има очињаци? Очињак, знаеш? Ова е запш, Така. што сече. Добро. Штом има очињаци, тој е месојадец. Зашто овцата нема очињаци? Зошто не јаде месо? Па не јаде, ни кравата не. Значи човекот чим има очињаци, тој е месојадец. Ме разбира? Каква врска има ова со карфиолот? А значи карфиолот е за овци и за телиња, не е за луѓе. Што ќе кажете за карфиолот? Ете го имам. Купивте денеска карфиол? Да. Ајде да го видиме кај е карфиолот. Ете го таму. Ете го карфиолот. Шо пари е денеска карфиолот? 50 динари. Карфиолот е од родот на зелката, а може да биде во бела, виолетова или жолта боја. Се јаде во сите можни варијанти. Жив, сварен,
Потпечен во рерна или на скара, испржен во зејтинче, се користи како главен фраер во живата туршија, служи како гарнир на главните јадења и така натаму и така натаму. Навидум неважен, а толку многу корисен и здрав. За крај на овој прилог, збор 2 и за братучетка му на карфиолот, нејзиното височество, Зелката. Си направивме интервју со Розе. Колку има Зелка оваа година? Па имаме годинама околу 3 декари зелка. Кој ја работи Зелкава? Вие? Ние да, сами со сопругот, со децата. Децата колку се големи? Па децата, да ти кажам, едниот е 37, едната 35. Тие помалку ни помагат, но работат, не да не, ама си гледат и нивна работа. Значи керката работи и синот работи. Повише керката работи, пошто не е вработена, со внучето е, а синот е па надвор од границите си работи, по странство. А синот е во странство. Така, со камиони и работи. Значи вашата керка ќе извади една плата од Зелката. Па ќе извади, пошто не е вработена, мора од нешто да извади. Кога ја садите? Па ја садиме више од 20 јули, почнуваме со садење, па до кај 2 август. И после тоа треба да ја наводнуваш. Па со работа, па со наводнување, па. Тоа више кога ќе почнеш од јули месец со Зелката, знај дека до декември све со Зелка се расправаме. Пошто суша беше летото, секој трети ден сака поливање вода. Имаме собствен бунар, од бунар ја вадиме водата, не од лепенец. Квалитетно. Како за нас, така и за муштериите. Денеска колку продадовте? Па, еве, скоро цела приколка ја продадоме. Вчера 2. Значи има работа Зелката, но има и ЕСАП. Има и ЕСАП. Сега. Вече 1000 евра ќе излезат. Па, зависи. Ланската година, повише беше годинава, не се знаеме, уште сме на почетокот. Колку излегува лани? Па, над 6-7 испадна. Следува многу важна информација. Оваа година колку оди Зелката? Па, 35, 40, зависи, некој 30, сега уште почетокот, таа цена е. Значи за разлика од лани кога беше 70, оваа година добро стоиме. Па, да ти кажам, миланска година ова време така беше, отпосле се качи Зелката. Значи после 15 ноември се качи. Па, зависи како. Од годината, од... Тоа би било се. Фала многу, одам да мезам Зелка и карфиол.